Лина на 10 и Драган Костадинови со 14 години се два големи македонски музички бисери. Располагаат со импресивен талент кој излегува надвор од Македонија и за кој експертите велат дека се раритетни. За илустрација, Драган досега има учествувано на 40 надпревари и во сите нив бил најдобар, а 2 пати поред е и најдобар хармоникаш во државата. Неговата сестра Лина првата награда на инструмент виолина ја освои по само 3 месеци отколку се појави во музичкото училиште. Кога нивните родители Лазе и Билјана го видоа талентот кај своите деца. Драган покаже афинитети према музиката уште од многу мала возраст, поточно можеби имаше само 3 години, кога со малата армоника шеташе низ куќата, се обидуваше да извади некои тонови, но подоцна пресудно тоа се случи околу 4,5 години возраст, кога сам на синтесајзер почна да свири песна која веќе беше демо снимка на синтесајзерот. Еден ден ми рече: тато, јас ја научив да ја свирам песната од синтесајзерот, на мене не ми се веруваше. Па му реков: ајде да слушнам. По тој мој разговор, детето го вклучи синтесајзерот, почна да ја свири, јас бев импресиониран. Во тој момент го запрашав дали сака да го запишам во музичко училиште и да почне да оди на часови по музика. Истиот потврдно одговори, посека да го направи тоа и така продолживме со школувањето во средното музичко училиште Сергеј Михајлов. Периодот потоа Драган музиката ја совладувал со неверојатна брзина и лесноти. Јас со хармониката сум поврзан на некој неверојатен начин, со кој секојдневно комуницираме на еден начин. Со многу вежбање постигнавме многу голем успех. Ќе се трудиме да продолжиме понатаму. Чувството кога сум со хармониката е исто како да сме заедно едно. Дирките и прстите им се просто споени и многу ми исполнува. Нешто подоцна, истото се случувало и со Лина, која од 3,5 години го покажа талентот за пеење, а потем и склоноста за виолината како нејзин инструмент, кој што и до ден денес е нераздвојна од него. Мој инспиратор беше Андреј Риу, а пред тоа сум гледала и многу виолинисти. Тоа ме привлече да го изберам тој инструмент. Добро, и како беа почетоците? Дали беа тешки? Не, воопшто не. А она што го совладуваше, дали требаше повеќе време или веднаш? Веднаш. Што повеќе сакаш да музицираш со виолина? Па, класика. По ова, дефинитивно во семејството Костадинови се стана музика. Ние секојдневно сме вака дома со песна, со хармониките, со виолината. Често знаеме да си запееме во друштво, кога ќе дојдат некои наши роднини, пријатели, фамилиарно кога ќе се собереме сите. Лина и Драган се наша гордост. Тие уште од многу мали, од Драган од 4-5 годинки е со хармониката, Лино исто така пред 3 години е со виолината. Ние сме многу срекни, бидејќи тие уште од многу мали посакаа да чекорат ни животот со песна. И секојдневното нивно вежбање, пеење, свирење доведе до овој резултат кој што тие денес го имаат и успехот кој што го постигнуваат. Добро, какво е мајчиното чувство за поддршката која се дава? Го чувствувате ли сето тоа? Да, ние сме многу срекни и секој нивни настап, секој нивно пеење, музицирање, секоја нивна желба за успехот понатака ни дава уште поголема среќа и радост. Лина и Драган досега имаат голем број настапи по класична музика, но за само неколку дена тие заедно во Штип ќе имаат концерт со босанскиот талент Ајдин Османовиќ и ќе настапат со народен репертоар. Најпрво јас во многу наврати го следев Ајдин, бидејќи тој покаже многу високи квалитети, веќе на завидно професионално ниво. Исто така работата и начинот на работа кој што работи професорот Јасмин, навистина ми се многу бендиса. Па по настапот во Крива Паланка, кога беа тука, видов дека има доста голема заинтересираност за неговиот настап. 2 дена ја полнеше салата во Домот на културата во Паланка. Така да дојдов до идеја да направиме и во Штип еден таков настан, а исто така да биде настанот заеднички на 3 млади бисерни грла, како веќе ги нарекуваат. И во тој момент исто така
чувствував дека тоа ќе биде една инспирација за сплотување помеѓу народите и покажување дека се уште постои љубов помеѓу нас, балканските народи, а треба да дадеме еден пример како да ја шириме таа позитивна енергија, а музиката е најлесниот пат да го покажеме тоа. Со оглед на раскошниот талент со кој располагаат иднината на Лина и Драгане е музиката. Драган уште од сега има понуди од видни професори за студирање во Виена, а истиот пат ја чека и Лина. Оваа семена среќа и компактноста на семејството не би била таква доколку не би биле моите родители, кои се огромна поддршка за нас, кои во секој поглед не поддржуваат, а и не воспитуваа уште од мали нозе во духот на семејните вредности, во духот на традицијата, и така и ние продолжуваме да ги воспитуваме нашите деца. Во меѓувреме, 8 и 9 оделение Драган ги заврши во 1 година и веќе е гимназијалец. За крај на оваа приказна, од највеселото семејство, еден музички бисер како песна и подарок за сите.